Среда, 29 ноември, кратки вести во 12 часот. Информацијата за хотелот Палас, модерен споменик на југословенскиот туризам во Охрид, дело на словенскиот архитект Едо Михевц, деновиве е помеѓу најкоментираните на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите жалат што еден ваков, каков што велат преубав хотел, не е во функција. Дел се потсетуваат на едно убаво време кога хотелот работеше, но прашуваат какви се овие наши закони што дозволуваат огромни комплекси да не работат и да го грдат изгледот на градот. Каква корист има државата од вакви комплекси, а каква е процедурата за вакви објекти во врска со данокот на имот? Невремето деновиве во Охрид, проследено со силен ветер и бранови, го зголеми оштетувањето на делови од езерското шеталиште, каде се извадени бекатон плочки, а откинати се и поголеми бетонски парчиња од кејот. Охрид Прес на оваа тема пишуваше во два наврати, откако брановите и силниот ветер што го зафатија Охрид предизвикаа поголеми оштетувања. Најновата слика е со откинати поголеми бетонски парчиња од кејот во езерото. Истите се паднати во водата, каде има бројни вакви парчиња бетон фрлени или паднати поради временските неприлики низ годините. Вечерва од 19 часот во Центарот за култура Григор Прличев ќе се одржи хуманитарен настан за помош на 22-годишниот Петар Поповски од Охрид. Тој боледува од ретка болест тирозин хидроксилаза дефицит. Хирушката интервенција не е можно да се изведе во Македонија, поради тоа мора да се оперира во Турција и се потребни околу 50.000 евра. На настанот ќе настапат охридски музички бендови, а ќе има и стендап шоу. Средства може да се донираат и на сметка отворена во Халкбанка или со јавување на броевите 143460 на А1 и 143128 на Телеком. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и услови за дожд попладне. Дува умерен до засилен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.